Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Денешното видео ќе го започнам со оние приказни кои зборуваат дека луѓето се како камен или како топка снег, која што на почетокот е бела, чиста, но потоа ако ја тркаламе долго, ќе натрупа врз себе еден куп слоеви, земја, ѓубре, трева, се нешто. Она што било суштина на таа грудка, на таа топка, нема да се гледа. Ако сакаме да дојдеме до суштината, до она што било почетното или она што било здравото, ќе треба најпрвин да исчистиме и да ослободиме од сите тие работи кои што ги собрала тркалајки се попатно. Така и ние луѓето. Многу често тркалајки се низ сите оние предизвици кои што ни ги нуди животот, растејќи, развивајќи се, одејќи низ животот, онака како што знаеме, умееме, собираме многу по патот. И сето тоа некако го таложиме врз себе и доаѓа време кога ние ги почувствуваме дека тоа премногу ни тежи, дека тоа не сме ние, дека премногу сме собрале од околината, дека премногу сме натовариле од животот и тогаш едно по едно да излупиме, да исчистиме, да ослободиме, нешто да интегрираме од тоа што ни е потребно, да дојдеме до она што е здраво, суштинско, она што сме ние. Трагајќи по одговори на тоа што представува промената, што значи да се дојде до себе, што значи да се ослободиме од сите овие наталожени работи низ годините кои што не се наши, кои што не сме ние, кои што ни тежат, ни сметаат. Што значи тоа да се трага во себе, по себе и така натаму, сето за мене на крајот се сведува на едно исто. Да се дојде до таа суштина, до таа почетна топка снег или тој камен, кој што некако сме го затрупале длабоко во себе и кој што привремено и забораваме дека постои. Јас сакам да верувам дека тоа е нашата суштина, тоа сме ние, нашиот извор, нашата добрина, нашата човечност, меѓутоа и се она друго што како луѓе ни е дадено и што го носиме во себе, многу често поради различни причини, влијание ни животот, го забораваме или многу често се оддалечуваме од себе, од она што ни е суштинско, од она што сме ние, од она што ни е битно. Во ова видео токму сакам да зборувам за тоа кои начини, кои мисли, кои идеи, кои зборови кои што си ги повторуваме или мисли кои ни се вртат во главата, не оддалечуваат од тоа што сме ние во суштина и кои не приближуваат, односно не носат поблиско. Така што ќе направам една паралела, што е тоа што не држи да бидеме свесни за себе си, за она што сме во суштина и што е она што не прави несвесни, односно, како што поинако може да се каже, не оддалечува. Сите овие промени, потраги по себе, сето тоа фактички е една потрага по нашата автентичност, по нашата лична вистина, по она во што ние веруваме, по она што ние го чувствуваме, го знаеме внатре длабоко во себе, меѓутоа со текот на времето сме го заборавили. И сите имаме некои наши лични вистини, меѓутоа се разбира дека постојат и некои универзални и генерални човечки, па така што јас ќе се обидам да ви ги дадам моите, на моите пријатели, низ моите искуства, нешто тоа што сум читала и се надевам дека ќе ве подсетам на она што веќе го знаете, на некој начин ова видео ќе ви послужи да ги замените можеби едните мисли, идеи, работи кои што си ги кажувате со оние другите кои што ни овозможуваат поздрав, поквалитетен живот и повеќе да сме ние она што сме во суштина. Идејата, односно реченицата која што си ја повторуваме низ животот, ех да бев, ех да можев, ех да имав, не оддалечува од се она што сме, што имаме, што можеме. Така што, наместо да го трошиме своето време, енергија, е многу попрактично, иако не е многу поедноставно некогаш, да го вложиме во она што сме, во она што го имаме, во она што го можеме. Се разбира дека ни животот нема да можеме се, нема секогаш да имаме чувство дека имаме, нема да имаме чувство дека сме такви какви што сакаме да бидеме таму, кај што сакаме да бидеме. Меѓутоа, енергијата која што би ја трошеле или времето размислувајќи на ех и како ќе беше, ако беше, каква ќе бев, ако бев, е само залудно потрошено време, залудно вложена енергија која што можеме да ја потрошиме во она што сега сме
tamo kada što sme, to što možeme i to što go imame. Ako osvestime i ako go trgneme fokusom od ono što go nemame, od ono što nego možeme, može bi ke osvestime koliko mnogo imame, koliko mnogo možeme, duri i koga ponekogaš, to ni se čini deka je mnogo malko. Ovo je mnogo slično i mnogo blisko na ne pripajam ovde. Ne pripajam ova сега, не припаѓам со овие, не се пронаоѓам меѓу моите пријатели и колегите на работа и така натаму. Чувството на неприпаѓање многу често зависи од она што ние го носиме во себе, од нашите уверувања, од нашите потреби, од нашите желби. И ако тоа е навистина толку силно, ако ние навистина сме уверени дека некаде не припаѓаме, прашањето е зошто тогаш остануваме таму. Можеме да имаме многу оправдувања, можеме да имаме многу реални причини да е тоа така. Меѓутоа, многу е тешко да се живее со такво чувство на неприпаѓање и да се останува таму. Не секогаш лесно, едноставно, но вреди да се прават напори, барем повремено да се биде таму каде што чувствуваме дека припаѓаме, да не заборавиме, ако поради известни причини во некој период во животот и сме каде што навистина не припаѓаме. Меѓутоа, убаво е да провериме дали е тоа само наше лично чувство, дали тоа доаѓа од нашите уверувања и зошто воопшто не заминеме од таму, ако е веќе така, зошто сме таму, што е тоа што треба да го научиме, што е тоа што треба да го искусиме, што е тоа што треба да го направиме, да го дознаеме, да вложиме можеби повеќе во себе, да заздравиме ментално, физички, душевно, за да можеме да се најдеме таму каде што сме. Иако, од друга страна, постои друга теорија дека секогаш припаѓаме таму каде што сме и секогаш сме со некоја причина и таму каде што сме и со тие со кои што сме, затоа што имаме некоја математика, имаме некоја пресметка и сметаме дека ни е побезбедно, можеби поудобно, попознато, или дека купуваме време да направиме уште нешто, да научиме уште нешто, така што да се оптоваруваме со тоа дека не припаѓаме таму каде што сме, може само да ни биде кочница за да го промениме тоа. Се додека немаме ресурси, сили, знаење, моќ да бидеме некаде на друго место со некои други луѓе, се до тогаш треба да си изградиме некое чувство на припадност таму каде што сме во дадената ситуација, да прифатиме дека е така како што е, да прифатиме дека од известни причини припаѓаме таму каде што сме и со тие кои што сме, се додека не дојде вистинското време, се додека не собереме сили или што и да ни е потребно за да не сме веќе таму. Тоа ни служи за нешто во животот, затоа што не можеме, не знаеме, не умееме поинако. Најчесто тоа не е лесно да си го признаеме, меѓутоа така е. И ако си го признаеме, кога го прифатиме, тогаш веројатноста да направиме нешто и да го промениме тоа е многу поголема. Во контекст на сето тоа, нешто што не оддалечува од сега и овде од себе си, е и она што било во минатото, работите кои што сме ги искусиле, кои што ни се случиле, на кои што сме биле сведоци, сите различни влијанија кои што не донеле до некои, можеби, погрешни одлуки, некои заблуди, некои минати болки, некои минати погрешни чекори. И тоа го имаме сите, и тоа е дел од животот на сите и така учиме. Наместо да се осудуваме, критикуваме, постојано анализираме или пак да сметаме дека тоа што било во минатото ќе ни представува пречка и кочница во иднината, може би е многу подобро да го прифатиме, да се прифатиме себе си како луѓе кои грешеле, кои биле во заблуди, кои мислеле вака, ама излегло така, кои што сакале да постигнат едно, ама на крај излегло друго, кои не процениле, не пресметале, не испланирале, немале доволно ресурси за да разрешат нешто во што влегле или останале подолго. И од тие искуства од минатото да научиме нешто, да бидеме свесни дека сето тоа не довело овде каде што сме и не направило да сме овие луѓе кои сме денес и да видиме што можеме со сето тоа да правиме денес. Да си простиме себе си, да и простиме на другите, да расчистиме некои минати ситуации и да се обидеме колку што е можно повеќе да бидеме сега и овде. Тоа не значи дека минатото не постои, тоа не значи дека нема да ги носиме сите тие работи со нас, меѓутоа да го направиме тоа со разбирање, со прифаќање, со нежност, со простување
и да ги искористиме тие искуства, тие лекции, тие сознанија денес, за да можеме со тоа да направиме нешто. Не ни се џабе дадени. Дадени ни се како дел од нашиот развој, како дел од тоа да научиме нешто. Да сепак наш изборот како ќе гледаме на тоа. Можеме да останеме таму да се обидиме да промениме нешто во минатото, што е невозможно и залудно, или пак да направиме се што можеме и умееме тие искуства да ги искористиме денес и да направиме нешто сега и овде. Да си го разубавиме животот во времето и периодот во кој што сме со луѓето со кои сме денес. Потоа треба, морам, не смеам, не си дозволувам и многу други фрази кои што не држат во место, кои што не кочат. Да, секогаш ќе има нешто што може би вака на прва мисла ќе биде дека треба, дека мора да се прави, дека не смеам од известни причини, секој што ќе ни поминува како мисла. Меѓутоа секогаш е добро да се направи проверка со реалноста. Најчесто тоа се наши избори. Меѓутоа, оно што е битно да го видиме е дали јас навистина треба, дали јас навистина морам, дали се тоа само навики, уверувања останати од минатото. Може би во минатото сме морале, сме требале, иако најчесто за се постојат различни избори и тие избори носат последици, што значи пак на некој ниво ние ги правиме тие избори, ние се тераме себе си да мораме, ние сме убедени дека треба или ние не знаеме некој друг начин. Се разбира, не зборувам за оние базични работи кои што во физичката реалност секојдневно ги правиме за да можеме да преживееме. Меѓутоа и тие се наши избори. Можеме и поинаку, можеме и без тоа, ќе имаме различен квалитет на живот, меѓутоа сепак е подобро за нас како мисла, како идеја да се водиме тоа дека сакам, дека избирам, дека имам можност, дека имам знаење, дека ова ќе го направам, ова не го правам, ова е во ред, овде избирам поинаку. Ако се заглавиме во тоа дека мора, треба, не смеам вака, морам така, не ми доликува и така натаму, се разбира дека не зборувам за одење од крајност во крајност и дека треба да бидеме свесни дека постоиме во оваа физичка реалност, дека и сме обшествени битија, дека имаме односи со другите луѓе, дека условите во кои што се наоѓаме влијаат на нас, меѓутоа тоа не треба да не држи во мора, треба, не смеам и така натаму. Понекогаш е добро да видиме само дали може и поинаку, дали може наместо мора да користиме сакам, наместо треба би било убаво или од тоа ќе имам некаква добивка, дури кога не сакаме да признаеме дека работите кои што мора и треба најчесто не ги носат добивките, односно ни овозможуваат да живееме во оваа физичка реалност, да имаме некои угодности во кои што подоцна ќе уживаме или кои што едноставно ни се неопходни за живот. И тоа како човечки суштества сите го правиме. И не треба во тоа да гледаме како тежина, како морање, туку како нешто што е дел од животот. А се она друго, што е секундарно, терцијарно, тука имаме можност да бираме. И најлошите избори што сме ги направили, условно кажано, се наши избори. И едноставно треба да се носиме и се што можеме да се носиме со тоа и да живееме со тоа и да го интегрираме како дел од она што сме го научиле во животот. И уште една мисла идеја е тоа дека колку сме ние успешни, дали имаме тоа што сме зацртале, тоа што сме постигнале, дали сме успеале. И тоа ни дава вредност. Не, освестувањето на тоа дека ако јас ова не го направам, го немам, не успеам, не стигнам, јас ништо не вредам, е само наше уверување. А тогаш кога ќе се прифатиме себе си како вредност сама по себе, како човечко битие, како некој кој што има чувства, има емоции, постигнал многу, направил многу, дал многу на другите, па тогаш во ред и понекогаш ако не успееме ништо, ако не завршиме, дека тоа не ја зголемува или намалува нашата вредност, туку не збогатува нас како луѓе, тогаш ќе ни биде многу полесно и поедноставно да ги прифатиме и сите неуспеси во живот. Неуспеси, условно кажано, нели, зависно што ние сметаме за успех и неуспех. И тогаш нашата вредност ќе биде нешто базично што тргнуваме, а се друго ќе биде само еден плюс и нешто на кое што ние ќе си го подобриме квалитетот на живење. Ако ние се вреднуваме себе си поради она што сме, професионално, поради своите титули, поради парите што ги имаме, поради имотот што сме го стекнале, поради успесите кои што сме ги постигнале,
Pоради тоа како не гледаат и вреднуваат другите, тогаш ние никогаш нема да освестиме својата вистинска вредност. И на тој начин цел живот ќе се оптоваруваме и ќе ја бараме вредноста надвор од себе. А таа не е. Освестиме дека сите ние имаме своја вредност, сите ние имаме своји улоги и сите ние вредиме и сите ние заслужуваме да бидеме здрави, среќни, да имаме квалитетно живење, да се чувствуваме радосни, исполнети, иако ќе има и се друго во животот, тогаш нашето чувство за вредност нема да биде зависно од она што го остваруваме или од она што ќе го проценат другите дека е вредност. И на тој начин ќе ни биде многу поедноставно да се носиме со оние ситуации во кои нема баш да бидеме задоволни од себе си, од тоа што сме го постигнали, што сме го направиле, но сепак ќе бидеме свесни за сопствената вредност. Тоа е тесно поврзано и со критиките, осудите, на кои што ние постојано сме изложени споредбите со другите. Убаво е да сме самокритични во некои здрави граници. Убаво е да се споредуваме во наводници со другите, односно некои други да ни служат како инспирација, како мотивација, да се радуваме на нивните успеси и да се мотивираме од нив, да учиме од нив. Меѓутоа да се споредуваме и да влегуваме во завист или во тоа јас никогаш нема да бидам како него, јас никогаш нема да бидам доволно добра како него, јас никогаш нема да бидам доволно успешна како некој, што се разбира и не може. Секогаш ќе постојат разлики, затоа што нашиот животен пат е различен од животниот пат, искуствата, знаењата, способностите на другите. И таа наша критичност може само да не кочи ни животот, да ни создава проблеми и едноставно да ни действува демотивирачки. Да бидеме свесни за оно што го правиме, да имаме некоја самокритичност која што ќе не мотивира, која што ќе не поддржува, која што ќе биде во сооднос со она што е како што е, да не кочи понатаму.